Кога ќе тргнеме целосната гламурозна фасада, шминкерот нуди вештина, тренд и визија, но секој има различна улога. Вештината е темел на се, тоа е нашата способност, всушност, што работиме со различни типови на кожа, да создаваме текстури, да разбереме светло, камера, трајност на продуктите и корекција на природните црти. Без техничка контрола ни најдобрата идеја не може да се реализира. Трендовите се динамиката во нашата работа, треба да ги следиме, не затоа што мораме, него туку затоа што светот на шминката и косата се движи, се минува, односно од ден во ден. Визијата е личност на секој шминкер, таа е чувство за естетика, чувство за баланс, за тоа како преку шминката да ја истакнеме личноста, односно да ги истакнеме нејзините природни црти, а да го сокриеме она што не го посакуваме. Визијата го прави резултатот уникатен, ист производ со исто лице, но секако различен подпис. Со оглед на тоа што ова индустрија е приполна со нови трендови кои се појавуваат секојдневно и се менуваат од ден во ден, премногу филтри, клиентите имаат големи очекувања. Најлесно е да се потпадне на тие трендови кои што се популарни во моментот. За да ја задржаме секоја автентична визија, значи да знаеме кога да ја прифатиме модата, односно како, и истата да ја примениме на ликот кој седи пред нас, дали тоа ќе биде на шминкерско или на фризерско столче. Тоа бара секако многу искуство, свесност и силно чувство за сопствениот стил. Во мојата работа, односно во мојата професија, многу јасно ми покажало дека шминката и фризурата не се само естетика, туку имаат вистинска мог да го сменат начинот на кој човекот се гледа себе си во огледало. Многу пати сум видел солзи од среќа, можеби тоа поради искрено менување на самодовербата и самиот став. И слободно можам да кажам дека најубав е моментот кога една девојка ќе биде нашминкана и изфризирана и ќе каже дека се чувствува своја. Тоа е моментот за кој ние стилистите, фризерите и шминкерите секојдневно се трудиме да вложуваме во нив. Мислим случајно клиент да побара туѓо лице, шминка или фризура, но што не одговара на нејзините црти, што не одговара на нејзиниот тип на кожа, што не одговара на нејзината текстура. Можеби доколку ми покаже фотографија каде што има волуменост на коса, нејзината коса е обратно тенка и слаба. Тука се гледа дека нашата работа е длабоко психолошка, не е само технички. Затоа почнувам пред секоја формирање шминка, фризура, ајде така кажано, лук, да направам краток разговор, што точно всушност така клиентот да постигне со тој изглед. Секогаш го разбивам митот со реално објаснување, не со критики, нормално. Најчесто нудам алтернатива, но и објаснување за тоа да имаме ефект, но на начин што има реално им стои. Клиентот да биде задоволен, а моето сработено да изгледа технички убаво како што треба. Да направиш човек да се чувствува убаво во своите црти, не во туѓина, вистинен или успех. Тоа значи шминка и фризура кои се прецизни, чисти, професионално, но сепак да дишат и да се сакаат со сопственото лице. Тоа значи да препознаеш што навистина треба да се истакне, а што треба нежно да се омекне, односно да се прикрие, убавото да се истакне, но без да исчезне идентитетот на личноста која веќе се решила да се препушти во вашите раце и да седне на вашето столче. Прво секогаш се водам до лицето, не до трендот. Трендовите се, како што и напоменав на почетокот, глобални, но лицата се индивидуални.
На секој тренд стои не секој тип на кожа за жал, форма на око или карактер како што кажав претходно. Ако интуицијата ми кажува дека нешто нема да изгледа како што треба добро или дека нема да го представи клиентот во најдобро светло, тогаш избирам да верувам на сопственото знаење и на моментот да ја докажам на клиентката што всушност е најубаво за неа. Занаетот е основата, тоа е техника, дисциплина, познавање на продуктите, хигиена, текстурите, симетријата, подготовката на кожа и контрола на светлина. Без тоа, како што ја кажав, ништо нема, ни шминка, ни резултат, но уметноста е она што ја прави мојата професија жива. Во оваа професија половам од 17 години и сум бил на многу надпревари каде што можев да ги покажам моите вештини. Малта ќе остане за секогаш запомнета и Малта всушност го потврди тоа колку сум добар во тоа што го работам. Да се представи Македонија на светско првенство навистина представуваше пред се огромна одговорност. Чувството навистина не може да се опише, тоа се доживува кога всушност го кажам моето име дека првото место припаѓа токму на Јован, односно дека тронот е мој, всушност тогаш дојде едни солзи радосници и всушност Малта го потврди тоа колку јас сум жртвувал од сето тоа и колку сум вложувал љубов и напор за да бидам и да го достигнам тоа што го достигнав во Малта. Малта беше круната на изминатите 6 години во кои несебично се вложував до последен здив. Не може да ги изоставам и студиите кои се при крај, подготовката на дипломскиот труд, кој всушност воедно и поврзан со професијата низ која пловам. Станува збор за една преубава дипломска работа која е при крај, микробиолошки состав и квалитет на козметички препарати. Таа е темата за која истражував 6 месеци и за која останував можеби по 12 часа во самата лабораторија. Оно што најмногу вреди во фелата и во мојата професија се луѓето кои ја почитуваат својата визија и го ставаат квалитетот пред краткотрајниот сјај кој секојдневно се менува и кружи на социјалните мрежи Инстаграм и Фејсбук.